Ја прими вакцината од дел од кризниот штаб на болницата, а не само канцелариски човек, вели секретарот на Охридската општа болница Антонио Наумовски, кој вчера заедно со здравствените работници од установата во Скопје спротивно на планот се вакцинираше со Фајзеровата вакцина против COVID-19. Тој список што е составен е на доброволна база, кој сака да биде вакциниран, беше ставен на списокот. Јас исто изразив желба да бидам вакциниран, како и сите други, бидејќи јас сум секретар на установа. Тоа не е иста работа како правник, значи секретар на установа е раководење на павилионскиот тип на болницата, периодов кој е изминат комплетно, секојдневно, значи имаме и состаноци заедно со директорот во управата, со сите вработени, со луѓе од настрана, луѓе кои се вработени во болницата, луѓе кои се... Не знам зашто би било тоа злоупотреба. Мислам дека тоа е позитивен чекор, тоа е позитивно за да влијае на цела околина, бидејќи голем дел луѓето се скептици за примање на вакцината, од нејзините последици. Директорот на болницата Горан Балевски пак вели дека секретарот на Наумовски се вакцинирал заедно со лекарите, затоа што влегувал во ковид одделението, бил меѓу пациентите и ги придружувал екипите кои биле испратени од државниот санитарен и здравствен инспекторат да прават инспекции во болницата. Тој тврди и дека Наумовски не го зел местото на ниеден здравствен работник, имало здравствен кадар кој заболел од вирусот и не можел да се вакцинира. Вклучувајќи ги тој дотур на кислород, на контрола на вработените, контрола на позитивните, контрола дали земаат боледувања, онаму кај што нема причина, така да пред да се пушти тој список имавме неколку од лекарите кои што веќе го прележаа и на негово место кој што требаше тој да би во другата фаза, да речам, од вакцинирањето е ставен тој, така да можда е пропуст направен во време траењето во една група пред кај што треба се вакцинира, иначе мене како директор ми е битно да целава болница се вакцинира. Затоа што сите се активно вклучени во лекувањето. Сепак санкции за случајот најавија и министерот Филипче и премиерот Заев, за како што велат прекршување на планот за вакцинација. Силно ја осудувам злоупотребата при процесот на вакцинирање. Во овој момент клучно е да се вакцинираат приоритетните групи на граѓани, а поради тоа е изготвен и самиот национален план за вакцинација. Секој што ја злоупотребил својата позиција или контакт ќе биде соодветно санкциониран, напиша министерот Венко Филипче. Од болницата најавуваат дека исписоците со имењата на здравствените работници пишани за вакцина ќе се ревидираат. На досегашниот список за вакцинирање запишани се 105 здравствени работници од оваа болница.